Статистика нема алтернатива доколку попишувачите не сакаат да се вакцинираат. Со можноста вакцината да ја прими само оној кој сака, Државниот завод за статистика нема план Б доколку поголемиот број од попишувачите изберат да не се имунизираат, а и граѓаните поради страф од вирусот одлучат да не ги примат дома. Првиот човек на државната статистика, Апостол Симовски, вели дека доколку постават услов на конкурсот да може да се пријавуваат само вакцинираните, тоа ќе биде дискриминација, но истовремено ваквата позиција на Симовски не го решава проблемот. Конкурсот планираме да биде втората половина на месец јули, значи овој месец. Зошто не порано? Заради тоа што многумина може да се привати после се откажат. Значи сепак треба да бидеме Можда пак да се откажат и од како ќе се пријават. Добро, ама помала е веројатност. Една работа кога е задолжително, друга работа кога е една добра волја на тие кои што сакаат да се вакцинираат. Ние во договор со Министерството за здравство обезбедивме вакцини за сите учесници во пописот. Но дали сите ќе сакаат да бидат вакцинирани, дали сите, некои од нив веројатно се добар дел и веќе извакцинирани, дел некои поминале болеста, па имаат антитела и така натака. Меѓутоа се обезбедени вакцини за сите и ќе го организираме начинот да ја примат и втората доза пред почнување на теренските активности. Доколку граѓаните одлучат да не ги примат попишувачите дома, ќе мора да платат казна. Симовски уверува дека статистичката операција ќе биде безбедна, бидејќи здравствениот протокол кој се изготвил за пописот што беше планиран за во април, ќе се применува и сега и покрај лобовувањето на рестрикциите. Таа изјава имаме ја две публикувате? различни одговорности. Ако давате погрешни податоци и не давате податоци, одговарате прекршено. Меѓутоа ние кога го организираме пописот, ако го злоупотребиме пописот, одговараме кривично. Значи кривичната одговорност е наша, над ние кои што го спроведуваме. Ја реков попишувачот, ако не ги почитува стандардите кои што ги злоупотреби во некакви си цели, тој одговара политички. И како што и јас одговарам, како сите работени во заводот, односно учесници во пописот. Граѓаните не можат кривично да одговарат, тие можат само прекршено да одговарат. Одложувањето на пописот никако не е опција за Симовски. Кампањата за локалните избори во никој случај според него нема да влијае на оваа статистичка операција, бидејќи имало време од 1 месец помеѓу пописот и кампањата, а и сумирањето на податоците ќе било подолго од 30 дена.